Добро утро екипа, се јавувам од Копанган. Ова е утро, малце гледате како сме оттечени и брадава почнала да расте, више се згустнува, стануваме талибанци. Денеска е 20 јануари, се спремаме да одиме на кај Банкок. Имаме такси, брод, авион, такси. Цел ден патување. Нема нешто подобро од вакво ранче. Ова што го гледате тука, што го носам награди. Буквално тука се може да се стаи блиско до вас, со патенти и затворено се и може се да извадите одма. Се може да се стаи во него, пасоши, пари. И вака ти е сигурно, знаеш, тука ома не ги бараш на цело време кај ми е пасошот, го проверуваш во ранец. Знаеш, чека, тука ти награди, не бегах. Овој ранец. Ако не е 30 кила, еве на. Него кафе ранецов, како жилка, како е тежок. Сега да ја покажем колата. Гледате. Ти чувај но. Нема избор Европа. Од каде што почнавме со братот наш Ненад, да знаете Копанган, дојдете кај него, а тоа е Роко. Уште од таа страна пробувам да седнам. Одиме. Роко ќе го земеме Роко. Ја бро. А ето тоа, земеме ранците. Панган. Чао брат. You still didn't come? We go that way? We hope we're gonna be back. Okay. It was pleasure. Thank Yeah. you very much for Very nice. having us. Enjoy life, enjoy every day. That's the most important. That's the gift. Нашиот брод е голем. Колку пари беше? Без. Ево и усвари огромен. Во каф. Гледай го. Ево го, гледай го. Жените кои продаваат тикети, они ни кажа дека ова е најсигурното, затоа што помалите, ако времето е лошо, може да не може да идат. Тоа е вистина, бидејќи пред 10-11 години кога бевме на Ко Самуи имаше страшно невреме, а имавме ние авион Кирано и пробувавме 3 дена порано. Не можеме да најдеме брод. Среќа дента на полетување, времето се оправи, па можеме да идеме со Лом Праја, со тие помалите. 3. Бидејќи овој брод е долг, тука има се. Може да си купиш да јадеш. Едно е за мене. Едно со спанак, другото потига. Марк најде нешто интересно, што најдеме? Како ми се сокри. What the hell? Најважното дека можеме да шетаме и не треба да седиме во едно исто место. Гледајте и тука не сме дуријан, дуријан. Баба е, убавете. Моја ми купи една ваква топка. Да видиме што има горе. Значи, овдека има масажа. Во Тајланд буквално секаде има масажа, на плажа, на трак, на улица. А сега ќе ви го покажам најфенцито. Sunback. Може тука да се гориш цел ден. Сега трета тура транспорт, а тоа е автобус. Се надевам на подобра организација од претходниот пат. Не знам кај ќе влеземе, полно е тука. Овој брат е главниот, иде навака цело време. Листовите ги држи како микрофон и зборува тука на тајски. Само што стигнавме 2 сати. Можам ја сама. Јака жена. Ајде си го најдеме авионот. Мал аеродром, втор пат сме на овој. Добро дека не букиравме летот што е од 6 сат на вечер. Уште да најдеме кај се да чекираме. Женава се мачи, мажот напред иде. Много звук. Значи, не сме многу потешки од што се смее да бидеме. 7 кило вакви, 7 кило смеја само. А ако го мерат ранецот е 20. Ранецот не мера затоа што обично ранец не може да биде толку тешко како вие. Никој не е будала како мене да носи 20 кила на грб, затоа спондилоза, сколиоза и одиме кај Марија на пилата цело време, заради овој грб мој. Од ранец. Замисли дека се качувавме на Еверест со овој ранец, со оваа тежина, не на Еверест, на Напурна. Само да ви кажам уште нешто, како протип, кога идете на вакви места каде што е многу топло, зимска јакна може слободно да оставите во такси во Скопје, затоа што нема да е потребно. Тука во Азија само ќе ве тежи. Слободно оставите така и патувајте слободно.
Значи смрзнав, тука е ладно на аеродромите. Слетавме на Дом Муанг во Банкок и ни остана уште едно превозно средство да се качиме во такси, да го најдеме шоферот само. Само пола сат. Еве ги мијата, да дали ќе се најдеме ние одма. Го гледаме. Од авион на такси. Мора да не сликаат. Овдека за себе сликаат. Нарачаш граб, ти досад храна те сликаат. За се. Бабата уште е збунета. Ова е хаос што функционира, да знаете, само во Тајланд. Сега следиме малата. Некако функционира се. Сега јас ја оставив жената да бутка. Многу е лесно. Ford Ranger Raptor ми обилена кола. Тоа мора еден ден да ја купам, 80.000 евра, не сум глава да ги дам. Копанган, Пукет, еден тонг има, како на киндер јајца да се паѓаат луѓе. Не знам, тука си изгледа многу ефтини. Више не им е толку омилено. Девојче, каде е колата? Одма пожешко тука, по голем град. Не само голем град, и Пукет беше потопло. Копанган беше најсвежо. Уште не знам дали ова е наш. Чекаме. Мази ќе да сгази. Еве ни ја колата, црвена. Сарика. I'm full. Okay. Од таа страна, I'm sitting here. Аман. Ајде, хотел. Колку е гужва, не може да искочиме од аеродромот. Веќе сме 15 минути во еден тунел. Ја мислев дека 6 сат, 6 и по скоро, дека нема да има толку гужва, ама уште. Огромен град. Да. Огромен. Само кога букирате хотел, некогаш ни дава бесплатен трансфер преку Booking и приметив дека ако пробувам да букирам преку телефон не ми дава, само преку компјутер. Така да pay attention, може да добиете бесплатен трансфер од аеродром до хотел. А за да редате со AirAsia во Тајланд, не може да ја користите апликацијата, ќе ја даунлодирате trip.com, преку неа ќе букирате. Така правиме ние, не ни ги прима нашите картички од другите. Конечно искочи под аеродромот, пола саат, моги. О, конечно, луѓе, после саат и по стигнавме. Thank you, my friend. Ајде. Имаме welcome drink и welcome fruit. Имаме и 15% попуст во ресторант тука. Вау, погледот е, вау. О, ладно кочен. Покажи погледот. Не е лош погледот. А сега пред да легнеме, ќе одиме да јадеме, видовме еден мал локален ресторан, но на наш стил од првото видео што ги гледавте. За оние што многу судат луѓе, но кај тука ќе се труете. Таму идеме сега повторно. Бидејќи овде е највкусната храна, само да не се затруеме. До улица седиме, одма до коли, ова е животот тука. За мене има томјам, папаја салата, ориз за Марк. Да. А ти? Оризи за мене, ама не Заборавија. За ова плативме 300, односно 290. Тоа е у глобала најефтино. Ова е најефтино за сега. Обично за мене еден оброк на Пукет или во Копанган беше 300. Тука е за сите нас 290. Ние сега имавме многу долг ден, но кога цело време имаме долг ден, се случува дека ја викам, ајде, уште да имаме долг ден. А гледайте го ова чудо. Ета ова е нешто лудило чудо. Уху! Кој сака да се гледа вака? Главно е вечер. Ние се шетаме уште. Знаеш кога ќе се вратаме? Кога ќе биде ручек. Ајде, ме стоиме натре. Првата работа што не чека е ова голямо куче. Сред врата, еве го. Ајде, одиме на нашиот стан. Само што стававе и забајле, имаш уште поубав поглед. Не знам дали се гледа кукичката доле. Има една кукичка. До кукичката има како езерце, многу е зелено. Е полно со тие, како се вика ботели? Тие огромни ливчиња. Таму што постои има многу змии, многу жаби. Сега ќе ви го покажеме нашиот дорчек. Буквално има сваштари. Доручекот беше доста богат. Има опции за нас европејци, има опции за луѓето од Азија, има секакви нудли, и супи, и круасани, лепчиња. Многу јадење земавме, тоа беше моја грешка, не ја изедовме. Еве што изедовме.
Ова не беше убаво затоа, овие не ги зедовме, само едно јас и ото вие, се друго зедоме. Така? Да, за утре знаеме дека што не треба да земаме, што е убаво, и нема да земаме толку многу и нема да правиме трошоци. Тоа не е убава. Да го видиме базенот. What the freaking hell? Вау, има лизгака, базен и има убав поглед, само да стигнам таму. Погледот. Што? Ава брка птици. Ја мислев дека мене ми свири затоа што се качи малце тука. Не ова. Чик-чик. Има закачување. Изгледа овие соби се сите со балкон и овие се поголеми. Нашата соба е малце мала, ама окей. За 3 ноќи е окей. Одиме да го славиме мојот роден ден во аквариум. Зашто? Затоа што на тој што му е роден ден, синот одбра таму да одиме. Плюс не ми е денеска роден ден, него утре ми е роден ден, но денеска одиме таму бидејќи денеска што може? Да видиме како јадат. Како се вика? Ајкули. Да видиме како јадат ајкули. Гази мотор. Плюс керанат Го. бинго. Пингвини керанат бе. Керанат бинго вика. Ко фатиш не е спремен. Многу е жешко. Панган е најладното место, мислам дека на Тајланд. Не очекував дека ова е уствари во голем трговски центар. Се за јадење. Буквално сите можни американски фастфуд брендови се тука. И кинеска. Луѓе, Тајланд, знаете каде е? Светлосни години над 95% од другите држави. Тоа ние што го гледате како едеме на поевтини места, интересно е за туристи да го доживуваат автентичниот живот на оваа држава. Но Тајланд како држава не е веќе ефтин. Квалитетот тука е многу поскап дури од многу места во Европа. Ова Мадам Тусо за мене било најглупо нешто остално. Ајде да видам без да читате од него горе, кој ви личи овој? Валја Том Круз или некој језив човек? Види колку е мал. Па малецок е, ама многу е језив. Том Круз е, лема е гадно, језиво ми, страшно ми се овие работи. 15 имаме ранење. feeding. Feeding. А да знам дека и англиски Look јасно. at the surprise. На пингвини. We don't like Madame Tussauds, no. At the counter, include the Madame It's Tussauds included, together, okay. please. 1775 per person, please. И сега знаеш што да станавме, видовме цените многу скапо на вакво. Колку е на ваква разлика? 1200 бак. Купиш онлайн. Тргнаме на страна, купивме онлайн, заштиривме луда работа. А сега не треба да се сликаме. Ево ќе сликате. Што има таму? Wow, that's an eel. See, it's magnified. Вау, ето ја главата луѓе. Еве ги овие чудовиштава, огромни јастози. Вика не би ги јадела. А во Шкотска ги потепа колку изгледа вака. Ама големи се. О, луѓе гледате го овај. Еве оваа риба луѓе да знаете многу отровна која добнеш на боцки. Но и премногу болно. Рибата лав потекнува од Индо-Пацификот, но доаѓа во Атлантикот, се размножува брзо и сериозно им штети на гребените. Таа испушта до 2 милиони јајца годишно. Иако има отровни боцки, нејзиното месо е безбедно за јадење и се смета за деликатес. О, луѓе гледате ги овие змиички. Ова се крајнарски јагли. Живеат скриени во песокот, со пола тело надвор, како да дзиркаат. Се мишаат со водата и јадат ситна храна што поминува покрај нив. А кога се исплашат, се крие назад во песокот. Види ова. Ова е морајска јагула. Таа живее скриена меѓу карпи и корали, најчесто само главата надвор. Често ја држи устата отворена, што изгледа страшно, но всушност така диша. Нејзината кожа е со шари како леопард, а трпеливо чека плен што ќе помине премногу блиску. Изгледа опасно, но морајската јагула напаѓа само ако се почувствува загрозена. Нејзините заби се многу остри, затоа не треба да се допира. Да одиме да видиме пингвините како јадат. Како е ова направено, секоја че слудило, преубаво. Еда. А овие се мои. Ги обожавам ја, истина ти кажам. Најсладко животно. Мислам дека бебенце. А ова треба се пораѓа бе. Не бе, бебе. Не бе, бебе, како бебе, ова е наше бебе.
Ali da знаете дека овие се месојадни, може да гризат да направат пепел. Начинот на гризење им се како на пирана. Медузите овдека. Морето во Тајланд е главно безопасно и прекрасно, но таму живеат некои опасни морски суштества, почнувајќи од бокс jellyfish, најотровното суштество на планетата Земја. Нејзините невидливи пипци може да предизвикаат силна болка и најчесто смрт. Други ризици има од морски змии, камени риби кои користат отров за одбрана, како и конусни школки кои може да повредат ако не сте внимателни. Поголемиот дел од морските суштества се обидуваат да ги избегнат луѓето. О мај гад, видете ги какви се овие лепоти. Во фрижидер ги ставиле. Видиме како е. Фрижидер. Сега не треба да идеме во Антарктика. Не ја слушате. Тоа мора да си иде. Одбива. Била многу јако. Дека седат луѓето. Овие 20 евра да знаете. 20 евра да седиш по вакво и да видиш поблиску. Да ги видиш одгоре. Ама мислам дека тука е подобро да ги гледаш вака. Ова како да се измеѓу нив. Многу јако направено. Вау. Да гугламе како се викат овие. Што е ова? Сошал. Или саврија изгледа како ајкула, но има долг нос како пила со зъби на страните. Не знам дали му е проблем ова. Носот 100% му е проблем. Значи не може ништо да направи. Како лови? Како би јадел? Не знам како јаде. Таа ја користи пилата за да фати риби и да ги истера од песокот. За жал многу е ретка и е заштитена, бидејќи луѓето ја ловат за декорации. Многу јако изгледа. Wow, look at this one. Како леопард. Ова сигурно е штука, луѓе. Видел го кава или не знам, са вие сте Не е експерти. штука. Не е штука, ма гледа устата. Арапаима. Овие живеат во Гледа Амазон. устата. Во Амазон ривер. Огромна е. Гледа раката како кокава ми е. What are you doing? This one's starfish and this one is a shark egg. Shark egg. Yes, but it's no baby right now. You can lift it up. Oh, it's moving a little bit like the water is coming out of it. Shark egg. What's the red thing? The red thing is the skin. Видрите се мали подводни животни што живеат во реки и езера. Тие обожаваат да си играат со вода и да пловат брзо. Секогаш изгледаат среќно и се многу паметни. И се разбира, на излез имате за сувенири да купите тука. А таа слика што да сликавме чини 1100 денари за една слика. Ненормална работа, луда работа. А сега е време да јадеме нешто и да најдеме каква храна имаат они во моловите. Мора во Тајланд да се купат банана пенс или елефант пенс. Овдека ги начекавме 3 за 250 и се мора да светка. Ајде, брадер. Hello. Yeah, I think it's good. Yes. One XL and one L. Big size? Big size, yeah. Big size only free size, brother. Free size and big size, only two size come. Yes. Okay, okay. This one free size, this one big size. Ако знам што значи big size и free size, да ми го сечеш вратот. Марк бе, прав тајланџанец. Кога ќе прошетаме низ Дебар Мал овака, ќе идеме низ Македонија со овие ќе шетаме. Во меѓувреме музика ни пуштија. А овие уште пазара тука, са маици. 3 маици 400 денари. Bye, brother. Еве ви куфери за џабе. Ајде, прво возење во тук-тук за годинава. Hello, Evergreen Place. Evergreen Place. Okay. Yeah, good. И ја устредина. Зашто сум ја устредина? Мислам дека Бангкок го викат како град што никогаш не спија, ама стварно никогаш не спија. Ситуацијата е вака. Ке вртиме десно сега. Овој малце да мрне може да вртиме. Ајде бе, куртон! Мисли дека за него го викат. Не викај, балканец. Не викај. Караме малце. Овдека луѓето не се карат, многу ретко се случува. Каде одиме, не разбирам кај така да одиме. Не. Ајде, брато. Не знаем. Врти. Браво. Кога викаме дека гужба во Скопје, ова е вистинска гужба. Музика пукаше кај него.
Братов секако вози, само не вози како што треба. Се у контра на собине. Види колку мотори. Има неколку тук-тук што има вакви неонски бои. Нашиот е поскромен. Нашиот тук-тук чади. И смрди. Вајле ќе стигнеме дома. Ова ерија каде што сега сме сместени се вика Сијам и целата е вака гужва со големи згради, многу луѓе, многу туристи, многу трафик. Прават патот, затоа е хаос. Да, и хаос. Мене ми лично поише ми се свигаше местото каде што бевме кога стигнавме во Банкок. Тоа малце подалеку од овој дел, ама многу е помирно. Поише се гледа како живеат луѓе. На братов го запали тук. Да, пешки беше побрзо, ама више не можеме да одиме пешки. Многу шетавме денеска. Ајде. Тумка! Бај! Ајде видиме кој не чека уште. Метро. Ајде да легнеме. Изгиновме денес. Се гледаме утре. Денес е датата на Стинскиот роденден и го славиме. Тата се понеша како ќе одиме со без underwater proof case за GoPro у Грчка. А сега има солуција. На неговиот роденден му купивме. Тоа е најверојатно. Многу се разваја тоа. Дома ќе ви го покажеме, зашто сега повторно одиме. Се спие. Еве го Бросов. Ајде! Ако сакате вистински тајландски моменти и вистинско доживување, мора да ги посетите каналите на Банкок. Тие буквално се домни лјадници луѓе, а и место каде поминуваат овие такси бродови. Тие поврзуваат делови од Банкок што не може да се стигнат со возило. Луѓето буквално овдека живеат, одма до каналот. Ова се нивните домови. Многу интересна култура, но се разбира бидејќи се лошо позиционирани, не може да стигнат возила, односно камиони. Нивните куќи се уште се како што биле пред години наназад, дали од дрва, дали од гипс, плочи некои, дали од лим, многу основни. Еве, ова е на пример дрвена. Овдека сите имаат мали бизнис. На пример она има перална залишта. Еве пристап до главната улица. Без овие бродови нема да има никаков контакт. Ова не е цигла, ова е тапет. Ова се се дрвени. Некои се посиромашни, но сите имаат некој мал бизнис, како се сушеталишта. Дрвена куќерка. Ова овдека им е одводот, што се ова иде во каналот. Значи, ако ви е жешко, не е многу паметно да се бањате тука. Еве една фамилија од мачки. Меу. Они не знаат што е GoPro. Кашла таа мачка како мале брат. Буквално на секој чекор може да најдеш мачка. На вториот чекор уште една мачка најдавме. Значи буквално на секој чекор најдавме мачка. Гледате колку е убава оваа куќерка. Сигурно има малце повеќе пари, може да ја одржаваат, но е од времето оваа куќерка. Тоа е вистина. На секој чекор можеш да најдеш мачка. Ова е вистинска сијамска мачка. Многу е убава. Многу убава. Very beautiful cat. Very beautiful. Интересно живеат овие тука. Како живеат луѓето. Да поминеме од другата страна, мораме тега, најдовме мовче. Оба, појма немам кај сме. Само знам дека овој дел тука нема толку гужва. А еве, гужва на каналите. Се чекаат. Од овдека треба фатиме брод. А еве го пристаништето. Ништо посебно, само една платформа на каналот. Ова е уствари вистинска Банкок, без туристички работи. Ајде екипа на брод. Ајде, ова. Не знам од која причина, но се уште ни немаат земено пари овдека. Не е нешто многу, но ни немаат. Но се може да се види вака од Банкок. Ова е вистинското. Гледате и убави и неубави работи. Буквално вистинскиот живот на луѓето од Банкок. Стигнавме некаде, не знам точно каде, бидејќи како овци се следевме, сите искочија, ќе искочиме и ние, но некаде сме во стариот дел, најверојатно близу палатата. Да, натаму е палатата. Ќе го покажам Monitor Lizard. Не се гледа. Штета. Дојдовме во населбата или квартот, каде што престојувавме со Едит пред
Од 2015 година тука, овој дел тука, кај Ват Сакет се вика, и е убаво место под Тивко. Има еден многу убав кафич, добме повторно, се вика Једи и гледате како ни ги послужија. Баш роденденски. Имаме мача, сладно млеко, имаме мока и за Марк orange juice. Интересно е што делови во Тајланд буквално си се распоредени за некаква категорија што ја подаваат. Сега моментално поминуваме од столарски кварт и има еден тон работилници со дрва. Овде на пример само столчиња произведуваат. А ова е само за врати. Тоа како кај нас пластичарска на времето што било само за пластика, а сега е за се, така овде уште постојат тие работи. Ова е многу интересно и буквално знаеш, град од 11,5 милиони луѓе, ако ми треба нешто дрвено, знам каде треба да дојдам. Овдека сувенири од дрво. Ти има и Буда, има многу интересни работи. Ако покажам монитор, лизардот многу библиско. Еве го. Тоа беше монитор лизард. И сега да ви покажам уште еден. Ето уште еден. Ето еден сомб, catfish. Гледа, има еден таму, вива. Еден има таму, жолт. И еден има тука. Хај, гостин. Има уште еден тука. Ја може да се гледа многу добро. Штета. С тебе екипа. Да слуша. А сега од базен одиме на аеродром. Добро утро екипа. Тапшанови на пат, одиме на кај Сувара на Буми аеродромот, да се качиме на авион. Turkish Airlines идеме за Скопје. Аеродромот како и стално, најполн. Газење овдека се случува, но тоа е голема метропола. Братовка е, и носи куферче, и носи такво. А бакшиш. Да. Attention please. Терористот до 30 доби сме. Гејтот за денеска ни е 112. Цело време сум гледам на геј 4, 5, 8, 12 максимум, сега 112. Со воз треба да одиме. Буквално многу ми беше лесно, само ставаме картица, после ни се отвара вратата, одиме, ни го сканираат лицето, мислам со таблети, ама не луѓе, као има таблет вак и ни го сканираат лицето, треба да стоите само и после ви се отвара вратата само и си одите. Едит не и помина незиниот пасош, мораше да отиде на полицаец, ја и Марк, дигитално. Ете ги нашите 120 и кусур. Нашиот авион е сега на ред и ние сме на ред. Ние одиме на Turkish Airlines. Авионот дојде од Истанбул и се надеваме дека има место за нас. Колку имаме да чекаме, кузна. Гужвата е хаос. И се разбира каде сме? На крај. Најкрај. Ова, чели ова не се отвори. Го напуштаме Банкок
ова е Истанбул. Дојдовме до Истанбул и фално се... Хај! Welcome to Istanbul. Teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Гуле-гуле! Буквално само ми дојди и влезе у камерата мафта како многу да сака да се снима. Ништо. Bye. Have a good day. Гуле-гуле. Само да ме ви зборам. Стигнавме у Истанбул, сега има аеродром, имаме нешто специјално. Имаме неколку сати, односно еден саат само да одмориме, да крснеме малце тука во овој лаунч, а Марк си го доби неговото долго чекано. Optimus Prime. Идеме горе. Баш сега гужва има тука. Да знаете, ви треба ваква картичка од ProCredit банка и треба да пишува World Debit. Со таа добивате неколку пати да влезете во овој тука лаунч и да седите 2 сати, јадење, пиење, колку сакате, дури има мислам дека и за туширање тука има и теретана и такви удобни столчиња. Со една картичка во годината добивате 5 пати да влезете тука. Така да, ја и Ерица ќе имаме 2 картички од ProCredit банка, ќе имаме 10 пати. Тоа е 4 пати ќе можеме да уживаме тука. Едно ќе не стане. Немаме душа веќе. Не, ама по тајландска време сега е 6 сат навечер. Значи не е толку касно, но цел ден патување, многу рано станавме. Си да тие работи. А ја не испиев на аеродром, само игри и слушање книга. Да се попали. Let's go. Да јадеме, ви благодариме ProCredit за оваа картичка со вакви работи. Многу практично. Ако имаш неколку сати да трошиш тука, убава е доле каде што седиме на фастфуд, нешто овдека е како луксузно. Да бе, гледате буквално со слики, со такви работи. Само да знаете, не ви треба кредитна картичка, имате дебитна World Debit ProCredit банка, имате да си дојдете тука да сядете, да си пиете колку што сакате. О, ми фалеше наша храна, поготово маслинки. Вакво нешто сме имале. Неколку уморен фризура. Разделјак га љубим. Може да го направам како юникорн до таму. Ама денеска е гужва тука. Како да е подобре него ли доле? Welcome to Macedonia! Срце јуначко, од 5,5 евро. Че сега Банкок е колку? 3 саца бајле. Ајде, баба не чека. Баба ти да ја видиме. Ете ја малта. Не, дека си без јакна, човече. Требаше да ти кажам да ми донесе жагна. Ајде, дека спие, земи го кола. Ти. Марго облекува како те до мраз. Не си утарла ми се, да не зима. Ајде, види колку е црвен. Кај кажи им чао на сите. Екипа, направете subscribe, ставете лайк и се гледаме наредно видео.